У денешната епизода ќе позборуваме како малку да ги разбирате етикетите и да знаете како да ги читате. Добар ден на сите и добре дојдовте во 22 епизода. Овој викенд изминатиот бевме со Тања во неколку градови повторно. Запознавме доста луѓе и она што денеска ќе бев инспириран и мотивиран да го зборуваме околу една тема за која што многу од вас до сега не прашале или не пратиле слика со некаков производ. И прашањето обично изгледало дали ова можам да го јадам, дали ова смеам да го јадам, дали ова ми влегува мене во програмата и така натаму, бидејќи и ние не можеме доволно да следиме колку и брзо излегуваат можеби некакви нови производи, излегуваат производи кои што се класифицирани како здрава храна и така натаму. Затоа решив да позборувам конкретно на оваа тема и да ви кажам некои основни насоки како може да внимавате и да знаете дали одреден производ е за вас или не. Кога читате етикети ќе внимавате на две работи, а тоа се шеќерите и мастите. И тие се двата основни нутриенти кои што е важно да бидат во доволна грамажа, односно да не го претераат вашиот енергетски внес. Обично, многу од вас кои што до сега можеби сте се оптеретувале со етикети, секогаш најверојатно сте гледале колку калории има тој производ, но нешто што е многу поважно од калориите е составот на тие калории. И кога изборуваме за состав на калории, ќе треба да внимавате мастите да не надминуваат вредност над 5 грама, а шеќерите да не надминуваат вредност над 25 грами. Кога зборувам за оваа грамажа, зборуваме за енергетска вредност дадена на 100 грама. Обично кога ќе свртите одреден производ на задната страна, пишува енергетска вредност на 100 грама, обично прво ги пишува калориите, па потоа составот, протеини, можеби јаглехидрати, од кои што шеќери не треба да бидат над 25 грама, пишува масти колку имаат натриум и така натаму. Така да само запамтете ги овие два параметри, значи не смее да биде шекерот над 25 грама и не смеат да бидат мастите над 5 грама. Зборуваме исклучиво за производ чија етикета одредува енергетска вредност на 100 грама. Внимавајте, бидејќи на некои производителите знаат да направат мал трик, да ви пишат енергетска вредност на порција, енергетска вредност на 75 грама и така натаму, и доколку пишува енергетска вредност на порција, видете колкава е порцијата и проверете си математички дали тоа ви се вклопува во овие параметри кои што ние ги зборуваме. Значи, уште еднаш запамтете, на 100 грама треба да гледате максимум да имате да не надминувате 25 грама на шекери и да не надминувате 5 грама на масти. Така да мислам дека ова ќе ви помогне и ќе почнете полека да разбирате како да ги читате етикетите и да знаете кои производи се за вас, а кои не се за вас. Тука и ние завршуваме за денеска и за 22 епизода. Фала ви за целата интеракција и за сето тоа што ни го давате како критики и коментари. Тоа е нашиот кислород. Останете со квалитетни животни навики, имајте си убава работна недела и се гледаме во 23 епизода за некои 4 до 5 дена. Убав ден, чао, чао!